Прашањето не е дали, туку кога сите автомобили ќе станат електрични. Впрочем, во Франкфурт забележавте дека скоро сите производители на автомобили, оние стари, дури и новите марки, имаат план за електрификација на својата гама. BMW пред неколку години направи стратешка алијанса со Toyota кој даде отворен простор за електричните, односно хибридните возила на BMW. Денеска го имаме на возење i8 купе, кој е класичен хибрид, односно има алтернација и погон на бензин и на струја. Но неговиот изглед е повеќе од атрактивен со оваа перло-бела боја. Па видете го само овој зафат на задниот дел, каде што слободно флуктуира воздухот и дава една сосема нова димензија на спортските купеа. Човек да не знае дека ова хибриден автомобил ќе помисли дека е ултраспортски. Со самото отворање на вратите кое ни открива една суперспортска внатрешност. Но дали е тоа она што изгледа дека е? И еве веќе на самиот прв поглед внатре се забележува каде треба прво да се седне пред да влезете во внатрешноста на i8. Направена за манекенски градени типови или атлетски градени типови, можеби ова ќе не е најдобар пример за типичен корисник на BMW i8, но како што вели старата поговорка, за убавина треба и да се трпи. Инаку, внатрешноста на овој автомобил е футуристичка. Во најдобра смисла речено, ултраспортска, но футуристичка. Функционирањето во внатрешноста исто како кај секојдневен автомобил. Имаме автоматски менувач кој ја контролира и ја распределува силата според претходно дадениот електричен алгоритам. Она што ми се допаѓа е погонот на бензинскиот мотор кој ќе се уклучи. Слушнете само каков звук дава. Како да возите вистинска бесна машина, а ова има само 3 цилиндри, 1500 кубни сантиметри и 155 коњски сили, што е за испораката на сила сосема доволно, но овој мотор исто се користи како агрегат за добивање на струја, која пак се таложи, односно се чува во батериите. Вистинската предност на овој автомобил е не само што е шик, туку и што е технолошки напреден. Исто така можете да го возите на потполно електричен погон или пак на комбиниран погон кој полнењето, празнењето па и другите атрибути на овој автомобил, како што се извонредното забрзување и динамичките својства, ги решава преку централен компјутер. Така да возачот треба само да е опуштен и да ужива во возењето. А кога сме кај уживањето во возењето, не може да кажам дека во овој автомобил ќе се изнауживате до мила волја. Но дека ќе бидете во фокусот на вниманието, тоа сигурно. Што се однесува до новите технологии, BMW не штедеше. Во новата i8 ставаше и со капа и со шака. Пред се, тој има многу висока цена. 118.000 евра за едно електрично возило не е малку, но со него можете да тренирате, еве да кажеме, како би влагале во некој од моделите на Lamborghini, кои според мене се едни од најкомплицираните за влегување. И осумката можеби не беше толку комплицирана за влегување во неа, а за излегување ќе видиме. Инаку, возачката позиција, како и позицијата на останатите патници се на нивото на фирмата. BMW не кеше да направи никаков компромис, ниту одстапка по прашање на ергономијата на фирмата.
Кога ми рекоа дека ќе ја возам BMW i8 на патеката Мајзах, кој е центар на возачката академија на BMW и на Мини, јас се израдував со предумисла дека ќе имам доволно време да ја извадам маста на оваа кола. Но по она што го поминав со i8-ката, можам да кажам дека овој автомобил, иако главната вокација му е електрична, не е досаден. Напротив, тој е возбудлив за возење. Особено ме чуди како успеале да извадат од 1,5 литрен мотор таков звук. Послушнете го само ово уште еднаш. Па ова доликува и на V12 мотор по звукот, не по перформансата. i8 е направен не да лудувате со него. Ова е направено само да му покажете кој е газда на некој што сака да се трка со вас. А инаку, електричниот погон е звукот на тишината. Во него можете да уживате во секој момент на возењето и на погледот кој го имате од кокпитот на i8. Со влегувањето на електрониката во светот на автомобилите, тој стана малку здодевен, но и малку повозбудлив. Пред се, поради сите оние можности кои ги дава електрониката за да се трансформираат не само динамичките карактеристики на возилото, туку и возилото да успее да го трансформира својот сопственик. Поентата на овие возила е што секојдневно стануваат се поинтерактивни и од нив можете да очекувате да бидат одличен компанион на вашите патувања, без оглед дали биле крстарења низ град или пак долги пловидби по немирни мориња. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и закажуваме следна средба за 7 дена на истото место, истата фреквенција. Довидување.